5 месеци по изборите, земјава и натаму нема функционален парламент и влада. Причина платформата на албанските партии договорена во Тирана како услов за парламентарно мнозинство. Непол месец конститутивната седница е блокирана од процедурални забелешки и нема конкретна најава дека и следната недела ќе биде поинаку со оглед на ставовите на двете спротиставени партии. Последно СДСМ најави план и стратегија за избор на председател на собранието. ВМРО ДПМН е пак порача дека нема да се откажат од дискусиите, се додека СДСМ не одговори што точно прифатило од платформата на албанските партии и што содржи законот за јазици. Овој дрзок обид со прекршување и со желба за одзимање на правото на збор е досега невиден во Собранието на Република Македонија. Ние сакаме да упатиме апел никој да не се обидува да применува нити политичко, нити ефективно насилство во работата на Собранието на Република Македонија, да ја смири нервозата, да го смири своето нетрпение и да дозволи процедурите да си течат така како што досега секогаш во согласно со деловникот на Република Македонија течеле. Ова го направивме се со цел да се одблокира ова седница на Собранието на Република Македонија за да може да се избере председател и на тој начин да биде во полна функција Собранието на Република Македонија како највисок законодавен и представнички орган на граѓаните на Република Македонија. Така како што сме ја почнали оваа седница, така и да ја завршиме. Не може интересот на еден човек и неговата амбиција, наместо да биде на суд, да биде во столчето за премиер, да биде залог за целата држава. И не може тоа да биде доволно оправдание да се крши деловникот и да ни се забрани нам да го искажеме своето мислење, за овде да се протурка платформа и да биде избран тој кој што според деловникот молчеше во ова собрание и никој, ниту од СДСМ, ниту Джевата Деми, ниту Зијадин Села не му префрли и не го укори дека тоа е диктатура, дека е тоа самоволие и дека е тоа попречување на демократијата. Сите додавки што сега си ги додавате, ги нема во деловникот. Овие пратеници ќе дискутираат кога ќе дојдеме на таа точка. Овие ќе реплицираат кога ќе се вратиме на таа точка. И затоа нема потреба од нервоза, која мене ми е сосема јасна. Самите сте го збибериле тоа што сега го жнеете. Додека ВМРО ДПМН е притиска за платформата од внатре, поддржувачите од иницијативата за заедничка Македонија веќе месец и пол го прават тоа надвор од собраниската сала. Убедени се дека таа води кон поделба на државата. На дневен ред имаме само една точка, а тоа е отфрлање на однапред предавничката од друга земја изготвена и подметната тиранска платформа. Дали имаме против? Воздржани? Нема. Значи усвоена едногласно. За сега единствено Институтот за политички истражувања на Божиновски направи анкета на 1100 испитаници во која дел од прашањата се однесуваат за албанската платформа и воведување на двојазичноста. Според одговорите, најголем дел се дека таа е воведување на бинационална држава. Најголем процент од прашаните не би ја прифатиле со цел Заев да формира нова влада и не би прифатиле двојазичност на целата држава. За сега никоја од албанските партии не се откажа од потпишаните барања во Тирана.